Мега Фолк, музичката емисија која што секоја недела ја следите на програмата на Мега телевизија, почитувани фолк пријатели, секогаш ги следи вашите желби за оние гости кои што сакате да ги видите во нашата емисија. Еден од гостите кои што вие ги побаравте е токму денес заедно со нас, тоа е Драгиша Аврамовски од Тетово. Драгиша, здраво! Здраво и добре дојдов на вашата емисија, на вашата телевизија. Драгиша, повеќе години сте вие дел од македонската фолк сцена. На радост на сите ваши обожаватели сте и наш гостин во емисијата Мега Фолк. Еве да ве запрашам на почеток да се подсетиме од кога точно сте на македонската фолк сцена. Па на македонската фолк сцена јас сум скоро 23 години, 24 онака присутен, кога мислам вака активно што се бавам со народната песна, така да и таа песна ме донесе и на овие убави манифестации, забави, прослави, па и до вашата телевизија, ве што сум денеска ваш гостин и мислам тоа е што ви можел да кажам. Значи, толкава музичка кариера, веројатно е започит, сигурно имате многу настапувано, како во Македонија, така и надвор од неа. Може ли да ни кажете, еве, да се подсетиме на некој ваш подрак настан, така, некој што ви оставил, може би, еден силен впечаток, дали тоа било во Македонија или надвор од неа? Па јас ги имам доста, значи, такви настани, што не би можел сега да издвојам некое, затоа што значи имам доста работен стаж позади себе, али сепак би ги издвоил сите убави моменти поминати со луѓето, затоа што ете овој допир и контакти преку песната, преку игра, мислам сите драги ми се спомените и така ништо не би можел да издвојам. Драгиша, настапувате и на фестивалите низ Македонија. Мислам дека во повеќе наврати бевте дел од Лешочкиот фолкфест, кој што се одржува во Лешок. Каде се еве имате настапувано на фестивалите низ Македонија досега? Па досега имам настапувано на фолкфест Спасовден, тоа беше лани во Охрид. После на Тетовски фолкфест, на Тетовски филиграни, како и на Валандове еднаш имам настапувано. Со тоа мислам би се пофалил со моите фестивалски numeri што сум ги отпеал тамо. Така да и имам снимено 2 албуми што мислам дека и следното прашање би ми го поставиле тоа. И тие 2 албуми ми се направени во издание на Мистер Компани, музичката продукцијска куќа. Така да во подготовка го припремам и третиот албум, така да тие беа касети во тоа време, сега во поново време се цедиња. И полека ги припремам сите песни, поготово имам наменски песни што би сакал да ги ставам во тоа CD, кој што не се, мислам, некој турбо фолк, него она чисто прав народен македонски мелост, кој што сакам нешто да остане за луѓето, од мене и за нив, и после мене. Така, Драгиша, со толку голем опус на песни, сигурно дека нашите гледачи и твоите обожаватели ќе ги интересира со кои соработници ги работиш тие песни, значи автори на текст, музика, аранжман, која е екипата околу Драгиша? Па околу мене се екипата Милка Радевска од Тетово, она ми е текстописец на неколку музички numeri, што би ја издвоил посебно, што заслужува, мислам, еве вака да се слушне нејзиното име и презиме. Потоа Славко Ристески од Прилеп, Тодор Трајчески од Скопје, кој што е автор на доста песни на колешката Сузана Спасовска. Па, значи, чим го спомнав него, више гледачите знаат за каков стил се работи на песни, значи одам ко тој прав народен македонски мелост. Така, во последно време има мода еве околу македонските фолк интерпретатори да препеуваат познати стари македонски изворни песни. Дали тоа го прави и Драгиша? Да, тоа го работам и јас, со тоа што би кажал кон сите колеги, ако ја препејуваме, значи, староградската песна, да биде препејана онака како што ги има испејано Кирил Манчевски, Васка Илиева, Никола Бадев и други. А не онака да ние ги расипуваме оној народен мелост и да бегаме од она што више со традиции трае. Затоа што тоа на нашата публика станува непредпознатливо.
со тоа што имам и сугестии од луѓето, вика дај бе Драгче, вика некогаш пеете песни или ги снимате, ама доста вика ги завлечувате или додавате некои други арии ваши, а не прилега на она што е снимено и што трае со години уназад. Значи ние мора тоа да го работиме за да македонската песна постои. Не како што идеме на фестивали што ги снимаме нашите песни, да се презентираме како вокални солисти или како групи. Али значи она што го снимаме да остане онака како што е. Драгиша, едно прашање кое што можеби и често се поставува на македонските фолк пејачи, се живее ли од музика или само од музика, од фолк музика? Па јас би кажал дека се живее и можеш да преживееш онака во духот, да бидеш секогаш со луѓе и да ги заборавиш обврските што се дома, не дај Боже болести и други работи, а иначе покрај јас што се бавам со музиката, значи таа ми е втора професија, иначе по занимање сум лаборант, санитарен техничар, а од музиката значи може да се преживее, не велам не, онака комотно. Драгиша, многу успех во вашата понатамошна кариера. Се надевам дека за брзо време ќе бидеме сведоци на издавањето на твојот трет албум и се надевам дека ќе го промовираме токму во нашата емисија. Благодарам, јас со надеж очекувам да некој ме покани вака од други телевизиски куќи, ете и до вас како медиумска куќа, малку да прошарате и кон другите пејачи, значи низ цела Македонија. Што не е ова критика, значи, до секоја телевизија, ако немој да мислат сите телевизиски куќи, ако се поканети постарите пејачи со име големо. Јас не сум против нив, затоа што они кажале за нив, кој се, што се, значи нема више што да се каже. Јас Блага Петреска ја слушам со задоволство. Идам на концерт и кај Сузана Спасовска. Али сепак, ако одиме малку понастрана од нашата држава, секоја медиумска куќа, радио се фаќаат за нешто ново. Што тој пејач или што таа група ствара и што направила позади неа. Ја мислам дека вие не бегате од тоа и ќе бидам дел од вашата емисија некоја. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, емисијата Мега Фолк продолжува понатаму со своите редовни содржини.